Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Долденска околија е Владо компани Прилеп. Моето пътешествие низ руралните региони, области и села во Република Македонија ете ме донесе и во Пелагонија, поточно речено во Прилепско поле, во Долденска околија. Овој пат мој домаќин, водич, а воедно и генерален спонзор на новиот документарен серијал под работен наслов Патуваме низ Долденска околија е компанијата за бела техника Владо компани од Прилеп, благодарение на собственикот на ова компанија Владо Глигоровски. Во периодот што следи ќе ги посетиме сите села во оваа околија, како што се Белополе, Браилово, Вранче, Горносело, Гостиражни, Дебреште, Десово, Долгаец, Домдени, Дреновци, Дупјачани, Жабјани, Заполжани, Забрчани, Зрзе, Костинци, Кошино, Кутлешево, Лажани, Локвени, Маломраморани, Маргари, Небрегово, Новоселани, Пешталево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, Сенокос, Слепче, Сливје, Средорек, Стровија и Црилиште. Овој пат новиот патеписен документарен серијал го започнуваме од селото Заполжани. Ете како што вели народот, Господ сакал во Заполжани да дојдам на сам ден на Петровден. Со мојот пријател Владо Глигоровски тргнавме од Прилеп за Заполжани мощне рано во утринските часови. Сонцето беше изгрејано над Мукос. Уште од изутрина се чувствуваше запорнина, што се вели. Се чувствуваше дека и денешниот ден ќе биде врел, тежок, но тоа не представуваше пречка да дојдеме во Заполжани. По 20 на минути возење од Прилеп по магистралниот пат Прилеп-Македонски Брод и поминати 10 на километри до местноста викана Воденица, веднаш до сообраќајниот знак на кој пишуваше Новоселани, свртевме лево во правец на селото Заполжани. По изминати нецели 2 километри низ селото Новоселани, на самиот излез од ова село, опатно го сретнавме и првиот жив човек што се вели во овие летни пеколни горештини пешки да оди по загрејаниот асфалт. Застанавме со намера да го прашаме каде наумил во овие жештини да оди, а воедно да го префрлиме народски кажано со нашето возило до неговата попатна дестинација. Почитувани мои, навистина малку бев зачуден кога на нашата љубезна покана ми одговори: ако сакаш да ми правиш друштво до Заполжани, повели доаѓај со мене, а да се качувам во колава не доаѓа предвид, ми велеше. Да правам седни стани, а ене го Заполжани зад врбиве, не ми се исплати и си го продолжи патот. Арно, ама, откако го поодминавме неколку метри, ми се радуваше душата кога на висок тон го слушнав неговиот глас, како ми довикна: Зоране, еј, Зоране, подзастани,
Подзастани те молам, слези од колата. Пушти го возачот да си врви по патот, а јас и ти поодблизу да си помаметиме. Застанавме, се симнав од возилото. Јас се викам Ицко Ѓорески, родум сум од село Новоселани. А јас сум Зоран, оној кој патува низ селата низ Македонија, му реков. Те знам, убаво те знам, од телевизииве ми велеше тој. Каде навака-вака, го прашав. Ами, по жестинама ќе одам до Заполжени, ми рече, кај еден мој пријател. Ќе одам кај Димче Бошевски, Калемот. Така го викаат, имам некоја работа. Ами, ти каде навака? Да не си Заполжени, ми праша. Да, му реков. Ете, Господ сакал на денешен ден, на Петровден, да дојдам во Заполжени, да направам нов документарен видеозапис. Убав нијет си сторил, ми рече. Туку убаво ќе биде ако и за мене најдеш место во репортажава, да ме видат и мене на телевизија, а Бога ми има мерак јас сам да се видам, да ме видат моите новоселчани и да има со што јас да им се пофалам во кооперација наша, ми велеше тој. Секако му одговорив и си го продолживме патот. По речиси 20 на минути одење пешки, наближавме кон селото Заполжани. Кој има куќи од прилike вака? Па има 50. Так. Значи, дојдовме до селото Заполжани. Како што се договоривме, ти ќе ми бидиш домајки, така? Нема проблем. Сите твои пријатели се и мои пријатели. Така е. Се што ќе кажат, се ќе снимиме. Така? Да. Ајде, напред ти, ја по тебе, Ајде, да отидеме до село. Ајде да ги видиме. Так. Сега прво ќе одиме во селската кооперација. Таму во кооперацијата мора да има насобран народ. Празник е денеска, па луѓето ќе излезат ем нешто да си купат, ем да си се видат, ем да си помоабетат, да си речат здравоживо, како се, што се, затоа што од ова селскава мака, ако не се ова празнициве, човек не може глава да крене, саде на нива, саде на тутун, саде со овците, со кравите, набавчи, наорање, на копање, на жетва, а без Зоране, ова селанецове како пиреон, ќе се суши, ќе се исуши, ќе се пржи на сонцето и една мала роса, оп, потерал ми велеше. Влеговме во селската кооперација. Кооперацијата беше полна со селани. Добро утро или добар ден, како да ви речам, им реков. Нема да сгрешиш, како и да речеш, во хор ми одговорија на собраните селани во кооперацијата. Добре ни дојде. Како отидекна да дојдеш и кај нас, навистина не си не заборавил. Море убаво што дојде, а Бога ми и си го одбрал денот. Петровден е денеска. Инаку друг ден да дојдеше, не ке не најдеше овде. Ми велеа на собраните селани во кооперацијата. И си го почнавме муабетот надолго, на широко, вурес и вукрес, што се вели. Ова да ми кажеш. Овдека навечер кој ќе се соберите пред кооперацијава. Што си му обетите вака едно? Си му обетиме карти играме, пивце пијаме и ништо друго. Политика не интересира, ништо. Дали вака си му обетите да речеме кој колку набрал тутун, кој колку овци потерал, кој кога овај со кого се поткрал наводкажено. А има, ето тоа си карти, кој со кого се скарал, кој кого се замерил. Овде во селово колку продавници имате? Една продавница. Дали сте задоволни од намениците? Ова ние најголемото собиралиште во селово. Ако не е, и тоа. И што ќе вика, ако не е, ништо не правиме. Која му е летна слава на селово? Свети Никола, Свети Атанас. А твоја кој што слава? Куќа Свети Никола. Да. Зимен. На само му е Парижно поставени евре. Што години имаш? Се 30 години. Ова да ми кажеш до Прилеп со што одите? Со коли? Имате, а иначе вака редовен Нема превоз? ништо е тоа, брате. Немаме. Тоа е изгубено. Пред 20 години тоа е изгубено.
Пред 20 години имаше автобуси и она, се моментално нема нищо. Кой како се знае тој? Чао. Немаше влада, А иначе, Тони, не, село е задржано, ама нас никој не подржава. Колку куќи има селово? 6 куќи, дечи е долго, не се подржани. ова село моментално Ево, има како 50. македонско село. Во сите села най-забратаден со народ. Najbogata je što luđe, što narod, što Се бајќи има со Село се шири целово со народ. куќа празна нема, а не сте подржани. Тоа од сигурно пазна. Кој му се комшиски села на село? Вранче, Новоселани Кутлеш. Белополе, Осови, Сарандиново, Ја мислам дека Слави, којнари. ама ти си се башка, не слави кој е друга држава. Ај сега да ми кажеш, Чичо, како се викаш, како се презиваш и од каде си? Јас се викам Мартин Мартиновски од село Заполжани. Колку години имаш? 9. Одиш на училиште? Да. Кој деление заврши? Трето сега за четврто. Како ти се вика наставничката што те учи? Елена. Строга или е добра? Добра. Кој предмети ти се полесни? Физичко, ликовно, македонски, математика, музичко? Физичко. Физичко. Што сакаш да видиш кој ќе порастиш? Види пристойни ми. И ова сега да те прашам. Дома на тато и на мама им помагаш? Да. Што им помагаш тоа? Се што треба. Се што треба? Имаш братче или сестриче? Брат и сестра. Како се викаат? Марија и Пета. Ти си најстар? Најде. Најмал си ли? Што се играте дома во дворот така со дадичката и со братчето? Тие поголеми од мене се. И играат со тебе? Нема. Почитувани мои, навистина не ми се напушташе кооперацијата, но морав да ги напуштам на собраните селани во кооперацијата, кои беа само дел од 200 и кусур жители од ова село, и заедно со мојот сопатник Ицко Ѓоревски се упатривме кон неговиот пријател Димче Бошевски Калемот, да си го продолжиме моабетот што се вели, и тој да ми раскаже дел од денешниот живот во селото Заполжани. Кога патувам по селата наши македонски, човекот кој ќе го побараш, вика прашај како му е прекарот, оти по презиме и име толку не го познаваме. Да, по име, по презиме може, а по име не може да ме најде, али Калемо во околиева сите ќе ме зна. Може ли да ни откриеш како го доби прекарот Калемот? Како го доби уште кod дете мало ги крше фирате, но се бев многу мирен, немирен и така еден Бог да го прости, еден братучет ми го кладе името Калема и од тој ден уште од на 4-5 години Калемо ми е прекаро. Човек кој ќе дојде в село, се разбира дека селаните работат на полето на имотот. Да. Колку твоја земја имаш и што работиш? Имаме едно 4-5 хектари, земено под концесија, моја земја имам 5 хектари 6, другата ми е под концесија и работам, имам фарма, мини фарма од 50 крави. И со машинерија работиме, трактори, комбајни и така. И туту. Колку број членови твоето семејство? Колку број? 7-8 души. Така. Ова сега да ми кажеш, овдека во селово кој ти се комши за лошо заедно што се вика? И за души, и за Арно, комши ми се Бранко Тренковски, Живко Петковски, Борка Тракалевски овде. Од беричето што го работиш си задоволен? И сум и нешто. Како е ова годишна реколта? Многу тешка. Многу тешка. Ова година некако нема ни производство, ни жито, ни сено, ни луцерки. Тешко се снајдуваме. Што те наведе да речеме вака, пред 40 години многумина замина град? Кој Прилеп, кој Битола, кој Скопје, кој Америка? Јас бев заминат и јас работев Прилеп на автобуска станица работев во времето. И
со комбајни работевне, одевне на какавадарци, се враќавне назад, овде жетва. Сега жетвата не оди, фативне ние со жената, отвориме фарма, крави купивне во времето. Ги заробивме децата. Што те наведе да рече да си дојш село, да се тука на коренот на таткото и на мајката? Нема стијат. Нема стијат, нема невработеност, нема износ. Една порака до сите наши не само твои, него соселани кои што се наоѓаат во градовите. Дали е убаво да се вратим село? Затоа што вика старите на автобус, пиперки и патеџери не растат. Село да се врата, ако му се работи. Ако не му се работи, нема да се Село враќа. Кали град. Еве тука е и твојата сопруга. Ајде што да ми кажеш од каде си родом? Јас сум од Кутлешево. Од Тутлешево. Како те прелажа домаќино од Тутлешево во... И тој на работа тогаш мангуп. Од мене малку постар и така. Пред колку години? Па пред 35 години. Како се изгледа домаќинкава со стројници, со свадба, бегалка? Бегалка. Зошто? Со крадење, па Оти не ме бев дава. кафанџија, јас тогаш бев богаташ. Не ти ја дава или како? Абе, кој ги трачал тога? Дали ми е давали, не ми е давали. Колку Господ ви даде семејство? 2 деца, мачко и девојче, Од домени? до мене се. Колку внучина имаш? 2 имам внуцина, Како се викаат? Леонет и Јана. Кои ти се помили? Во Котлешево си била? Сум била, јас одам, си го посетувам местото, моите родители се починати. Кујчичката си стои, поче имам време така, ќе ги посетам и гробиштата и ќе пием едно кафе во кујчата. Постои ли носталгија кон родниот крај? Останува, значи јас останав овдека што не можев да се откажам од родителите. Сите заминаја, јас мораше некој со нив да биде и до пред 2 години мајка ми е почината, јас не се откажав од нив. Кој кого повеќе се ризате? Ти домаќинот или домаќинот тебе? Се слушаме, двајцата, работата е тешка и ќе си се подскараме и ќе се смириме и така тераме. Децата ни ида овдека, работа и тие. Ние помагаме колку што можеме. Работата ни е заедничка со децата и Заедничка. така. Тие се младите се напред што излегува. Ние ко ќе можеме, малце и потешко не сме. Селото наше е мощно старо село. Никој не знае од кога постои. За Заполжени има многу приказни, легенди, устни преданија и пишени документи, ми велеше тој. Заполжени е рамничарско село и е раскрсница на повеќе патишта. Селово се наоѓа во средишниот дел на Прилепско поле, недалеку од патот Прилеп Македонски Брод. Селово е рамничарско на надморска височина од 600 метри. Од градот Прилеп е оддалечено околу 15 километри. Вака е започна својата приказна за селото Заполжени, Димче Башевски Калемот. Јужно од Заполжени има влажно земјиште, погодно за ливади, додека северно од селото има суво земјиште, погодно за одгледување на пченица, јашмен и рж. Пред неколку години Заполжени се снабдуваше со вода од бунари, длабоки од 3 до 6 метри. За време на турското робство во селото постоела чешма со вода, спроведена од изворот Смрдевче во некогашното село Малешово, кое денес е пусто испустено. Во атарот на Заполжени постојат неколку регистрирани археолошки локалитети, како што се археолошките локалитети Лозија, Ореова бара се населби од неолитско време, додека пак археолошкиот локалитет Шаторица е населба од доцна античко време, а пак археолошките локалитети Карјаница, Висови, Глежојца, Слатина и Тумба се од непознат период. Преданието сведочи дека некогаш на овие археолошки локалитети имало кујчи. На овие места селаните долго време наоѓаа герамитки, врчви,
дупки од плитарници, рачни воденици. А мојот соселанец Неделко Сливковски долго време го чуваше од дворот најдениот земјен чуп кој го откопал на археолошкиот локалитет Тумба, кој збираше 3 осмоци жито. Старите кажуваат дека на археолошките локалитети Глежојца, Орле и Бара имало и по еден манастир. На Глежојца ние селаните најдовме еден човек направен од камен, ми велеше Димче Башевски, Калемот. Нашето поле има повеќе местности кои имаат своји имиња, како што се Белутиње, Вранички пат, Блатски пат, Врбијански пат, Коњарски пат, Дабечки пат, Мазучишки пат, Новоселански, Кутлешевски, Белополски, Градски пат, Тумба, Карјаница, Висови, Орлебаба, Глежојца и Слатина. Заполжани е село од збиен тип. Се дели на горно, долно и поречко мало. Родинските куќи се блиску една до друга. Помалите делови низ малата имаат родовски имиња Тркалевци, Нешковци, Сливовци и други. Според турските пописни дефтери за време на турското робство евидентирани се 2 села – Мало и Големо Заполжани. Во 1467-68 година 30 семејства и 4 неженети, во 1568-69 година 42 семејства, 52 неженети и 2 вдовици. Според турскиот пописен дефтер за Битолскиот Санџак од 1568-69 година за Мало Заполжени е запишено дека припаѓа на Прилепската каза. Меѓу тогашните жители се спомнуваат Станчо, Радица, Димитри Радица, Јове Радица, Миле Стојко, Петре Димитри, Рале Дамјан, Никле Павле, Јове и многу други. За прв пат се спомнуваат имињата на свештеници кои живееле во Мало Заполжани. Попот Стојко, попот Јоко, попот Јове, попот Волчо, а се спомнува и Трајан Калуѓерот. Вкупниот приход од Мало Заполжани изнесувал 1200 акчиња и истиот најмногу бил остваруван од пченица, мешано жито, испенџе, шира, ушур од лен, нијабет и свадбарина, данок за ситна стока. Според турскиот дефтер, кој датира од 1467-68 година, во Големо Заполжани имало 48 семејства, 4 неженети и 3 вдовици. Во 1481-82 година 55 семејства и 2 вдовици. Во 1544-45 година 94 семејства и 12 неженети. Во 1568-69 година 78 семејства и 50 неженети. Според турскиот пописен дефтер за Велешката каза од 1568-69 година за Големо Заполжени запишено дека е село од хасовите на Санџакбегот на Солун и припаѓал на градот Прилеп. Меѓу тогашните жители се спомнуваат Волчо Тодор, Димитрија Стојко, Михаел Петко, Митан Којчин, Пројчо Дабижев, Никола Хранчев, Крагује Јове, Димко Доброслав, Петре Станиша и други. За прв пат се спомнуваат имињата на свештеници кои живееле во Големо Заполжани. Попот Стојко, попот Петре и попот Димко. Во 19. век Заполжани било село во Прилепската каза на Османлиската империја. Пред крајот на турското робство во селото имало 9 чифлици. Ретко некој од селаните имал своја земја. Селаните работеле како момци и сполџии. Газди на земјата биле Мемет Аџимутобек, Рамизбек,
Афус Садик бек, Мустафа бек, Аджи Мемед бек, Месим бек и Рајб. Земјата од овие чифлици почнала да се продава во 1908 година, а најмногу по 1912 година. Земјата претежно е купена со пари заработени од гурбечиите во Америка. Тогаш задругата народот Тркалевци купила 85 хектари земја. Таа земјоделска задруга во 1935 година имала 35 члена и била поделена на 4 куќи. Во домородните, така наречени стари родови од селото Заполжени се вројуваат Тркалевци, Дуковци и Ѓорговци. Доселени родови во Заполжени се Нешковци, кои се дојдени од Охридско. Сливовци се дојдени од Големо Коњари. Нивниот предок Спирко тука се доселил пред околу 200 години. Старото презиме им е Грздановци. Соколовци дошле за време на турското робство од селото Зарзе, кои се по потекло од селото Патаец во околината на Кичово. Лајковци дошле за време на турското робство од Лажани, а го слават Петковден. Мартиновци се населиле за време на турското робство. Пред тоа биле момоци по разни села, а најмногу во Средолек. Црвенковци дошле во 1919 година од Делбеговци кај Битола. Козаровци дошле во 1921 година од прилепското село Слепче. Во 1936 година врз земјата добиена со аграрната реформа се населиле овие поречки родови: Дуковци, кои се по потекло од Локвица, Душановци, Маđаровци, Златевци од селото Лупште, а Огненовци од Ковач, Спасе од Мариово, ми велеше тој. Од Заполжени се иселени овие семејства: Шишковци во Мазуциште, Слабаковци во Белополе, Стефановци во Сенокос. Многу семејства се иселени во Прилеп, Скопје, а и странство. Според пописните листи, бројот на населението низ годиниве е следниот. Во 1921 година Заполжени има 29 домаќинства, во 1948 година Заполжени брои 462 жители, во 1953 година во Заполжени живеат 511 жители, а во 1961 година живеат 504 жители, во 1971 година живеат 439 жители, во 1981 година 406 жители, во 1991 година 306, додека со пописот од 1994 година бројот на жителите во Заполжени попаѓа на 273 жители. А според пописот од 2002 година во Заполжени живеат 241 жител, сите македонци, ми велеше Димче Башевски Калемот. Во северниот дел на селото се наоѓа црквата во чест на Свети Атанасиј. Црквата е подигната во 1872 година, а обновена е во 1928 година. Околу црквата се наоѓаат селските гробишта. Во оваа црква од памтивека па се до ден денешен се венчаваа, крштеваа моите соселани. Ми се радува душата што ете по подолго време во моево село Заполжени зачестија свадбите, вечавките и крештевките. Заполжени моево Долненска Колија е прво село во кое живеат исклучиво македонци од православна вероисповест, каде што наталитетот е поголем од морталитетот. Просечната старост на населението изнесува 50 на години. Младата популација од година во година се повеќе се зголемува. Джагорот на децата е се поголем, а и повратниците од градот Прилеп во Заполжени е се поголем, ми велеше Димче Башевски Калемот. Почитувани мои,
На муабето што се вели, му нема крај, а со едно идење, се не може да се види, се не може да се сними, сите приказни не може да се раскажат. Денот полека се заминуваше, жегата полека попушташе, иако беше празник, а од селските кујчи полека кон сред селото во правецком полето излегуваат заполжанци. Едни да го потераат добитокот на пасење, други да ги навадат пиперот и патлиџањето, што се вели секој си имаше работа. Ги оставам моите заполжанци да се го живеат својот живот со едно ветување дека пак ќе им дојдам на гости во селово Нивно, само Господ здравие на сите нам да ни даде. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Долденска околија е Ладо компани Прилеп.